На само неколку дена пред одлуката на Европската Унија да ја даде на Македонија условен почеток за преговори за членство и на десетина дена пред самитот на НАТО на кој се очекува покана за нас, Москва ја засили така наречената советодавна дипломатија кон Скопје, која, како што велат експертите, со години наназад е во функција на руската антинато политика на Балканот. Овој пат низата закани ја продолжи постојниот руски представник во Европската Унија Владимир Чижов, кој изјави дека приемот на Македонија во НАТО ќе биде грешка со последици. Оваа изјава, според аналитичарите, е уште еден обид за руско влијание во Македонија да се откаже од своите западни аспирации и е продолжение на низата вакви изјави кои досега ги слушнавме од рускиот амбасадор во Скопје Олег Шчербак, од советникот на Кремљ професорот Александар Дугин, но и од високи представници на руската дипломатија директно од Москва. Се разбира, ние нема да фрламе нуклеарни бомби, секоја земја има право да носи одлуки и да прави сопствени грешки. Меѓутоа, има грешки кои имаат последици, изјави Чижов во интервју за грчкиот весник Катимерини на прашањето што ќе се случи ако Македонија влезе во НАТО. Оваа мисија на Чижов почна пред точно една година, кога при посетата на шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини на Москва, тој рече дека ситуацијата во Македонија е најпроблематична од цел Западен Балкан и дека треба да биде една од најсериозните теми на разговори меѓу Русија и Европската Унија. Во тој контекст, првиот македонски министер за надворешни работи професорот Денко Малески за Радио Слободна Европа коментираше дека иако Москва можеби нема посебни интереси на Балканот, овој дел од Европа е мекиот стомак на континентот, каде што може да се продре и да се направат проблеми во трансатлантската заедница, и дека не треба да дојде до тоа Брисел и Москва да преговараат за Македонија. Ако Европската Унија и Русија ја стават Македонија на преговарачка маса, тогаш таа ќе стане монета за подкосурување, предупреди професорот Малески. Дека руските обиди за влијание во Македонија се присутни и одамна и се засилени во последно време, се сложува и националниот координатор на Македонија за НАТО Стево Пендаровски. Тој вели дека тоа е сосема легитимно, но дека Македонија треба да го следи својот стратешки интерес, но дека тој интерес не е закана за никого, па ни за Русија. Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи многу пред да дојдат тие изјави, не само од амбасадорот туку и од нивното Министерство за надворешни работи, кој од време на време излегува со формулации кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобрат билатералните односи меѓу двете држави. Имате една од тие изјави, сигурно ја паметите, дека во случај кога би влегла во НАТО, Македонија би била легитимна цел. Легитимна цел сте само кога представувате закана за некоја држава, значи зошто би биле легитимна цел за Руската Федерација. Пендаровски на неодамнешната трибина позитивните и негативните аспекти од зачленувањето на Македонија во НАТО рече дека со членството во алијансата конечно ќе биде затворено прашањето дали Македонија ќе ја биде или не.